Дали предлогот на министерката Царовска ќе најдена поддршка во влада и собрание? 8.000 денари месечно за третото дете во семејството или пак обновен закон за еднократна помош од 1.000 евра. Измените во мерката за трето дете донесе спротивставени ставови помеѓу коалиционите партнери СДСМ и ДУИ. По реакциите во јавноста, Министерството за труд и социјална политика и Социјалдемократскиот сојуз со идентични ставови. Не се укинува додатокот за трето дете, туку станува збор за поширок пакет на закони со кои се обезбедува правичност за сите. За првото дете висината на еднократната парична помош предвидено е да изнесува 5.000 денари, за второто 20.000 денари, а за третото новороденче 60.000 денари. Со предлогот на Царовска ќе се дава еднократна помош, а стариот закон би важел и по 10 месеци откако ќе стапи на сила новиот закон. Додека пак оние што ја користеле услугата за месечниот надоместок, ќе ја добиваат и понатаму. Од ДУИ пак порачаа дека партијата останува на ставот дека мерката за месечен надоместок е добра. Коалиционите партнери на СДСМ за телевизија 24 велат дека ова е сензитивно прашање за кое најпрво треба да се разговара со експерти и со сите инволвирани во процесот на одлучување. Од ДУИ вела дека податоците покажуваат позитивни ефекти од мерката, но од Министерството за труд и социјална политика тврда дека во однос на наталитетот ефекти нема. Додатокот за трето дете е паричен надоместок од 8.000 денари месечно за семејството и беше воведен во 2008 година од владата на ВМРО ДПМНЕ.